50 вработени во јавното предпријатие Чистота и зеленило денеска ги чистеа градските гробишта во рамките на претходно најавената акција во пресрет на верскиот празник Голема Богородица. Иако надлежните деновиве апелираа за поголемо учество на граѓаните кои што се сопственици на гробни парцели, сепак првиот ден од акцијата за уредување на гробиштата заврши без поддршка од кумановци. Акцијата продолжува и викендов, а надлежните повторно ги повикаа граѓаните кои што се сопственици на парцели со семејни гробни места да дадат придонес и одговорно да се однесуваат кон приватниот имот. Покрај вработените во јавното предпријатие Чистота и зеленило во акцијата може да се вклучат и останатите јавни предпријатија, општествено одговорни компании и советниците во Советот на општина Куманово. Над 50 вработени од оперативните служби и дел од административните службеници во ова јавно предпријатие се вклучија во ова организирана акција. Сакам да напоменам дека учеството на граѓаните не е задоволително. Апелирам во оваа прилика во следните 2 дена сите граѓани на општина Куманово кои што поседуваат собственост или право на владение на гробни места во градските гробишта во Куманово да се отповикаат и да искористат можноста сето она што ќе биде исчистено на гробните места да биде складирано на одредени пунктови за да може истиот смет да се изнесе организирано од страна на вработените во јавното предпријатие. А оваа акција ќе продолжи и утре и задутре, значи целиот викенд. Апелирам на вклучување во раните утрински часови, а дополнително истата ќе продолжи до престојниот верски празник Голема Богородица. Голема благодарност до сите вработени што беа вклучени во оваа работна акција денеска на овие пеколни горештини. Задоволен сум од сработенето. Мислам дека расчистиме добар дел она што беше проблематично запуштено, суво неискосено, диви израстоци од дрвја и така натаму. Продолжуваме утре, продолжуваме во недела. И сакал да повикам и да укажем еден акел, впрочем како што укаже и градоначалникот, што поголем број наши сограѓани да бидат вклучени активно, да дадат свој допринос во чистење на своите гробни места, своите парцели гробни, како би акцијата била уште поуспешна, да направиме, да се потрудиме сите заедно, значи да дадеме еден убав изглед колку што можеме на овие градски православни гробишта. Гледаме дека има доста запуштени гробни места. Ние со вработените се трудиме максимално што можеме да направиме, меѓутоа секако дека и самите граѓани треба своите гробни места да се ги истрајат и да доликува онака како што треба. Да одговорам или да дадам одговор на прозивките на коалицијата на советничката група на ДУИ, дека не се работи за никаква поделба на граѓаните, туку оваа се градски гробишта на општина Куманово, каде што имаат право да бидат согласно законот сите граѓани без разлика на својата верска припадност. Тука, значи, на овие градски гробишта, согласно програма на Советот и согласно законот, директна надлежност има јавното предпријатие Чистота и зеленило. И проектот за реконструкција на градската капела на градските гробишта не е само проект на општина Куманово, туку првенствено општина Куманово има аплицирано на програмата на Министерството за транспорт и врски и има добиено проект државни обезбедени средства, не средства од општина Куманово, самите советници тоа го знаат. И во оваа нивна реакција исклучиво гледам чиста политика и собирање на ефтини политички поени, но при тоа сакам да нагласам дека Куманово никогаш своите граѓани не ги делало ниту по еден основ, а најмалку по верски основ. И ова е еден обид само да потикнат верска нетрпеливост и воедно да собираат ефтини политички поени на таа основа. Во целост ги демонтирам сите наводи кои што беа изнесени на таа пресконференција и апелирам до нив да не одмагаат, туку со својот политички ангажман да дадат допринос за подобрување на меѓуетничките, верските и сите односи во град Куманово, кој што никогаш буквално и во најкризните периоди немал никаков проблем.
Во полициското одделение Старо Нагоричане вчера вечер околу 19 часот било пријавено дека во двор од викенд куќа во селото Војник бил пронајден починат сопственикот на возраст од 75 години, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. По наредба на јавен обвинител, телото е предадено на Институтот за судска медицина за обдукција. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Екипите на територијалната противпожарна единица Куманово во изминатото деноноќие регистрираат неколку пожари. Во општина Куманово пожарникарите гаснеле сува трева и ниска вегетација во селата Кучкарево и Градиште, сува трева во Режановце и Уминдол, на улицата Божидар Мицковиќ гаснеле опожарена куќа, а на булеварот Октомвриска револуција контейнер, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. На подрачјето на општина Липково вчера била опожарена поголема површина кон селата Виштица и Матече. Во гаснењето на пожарот биле вклучени и авиони Ер-трактор на Дирекцијата за заштита и спасување, вработени во подружницата на јавното предпријатие Национални шуми и местното население. Сува трева и шума горела и во селото Никуштак. Пожарникарите од Старо Нагоричане вчера вечер интервенирале во селото Никуљане на опожарена сува трева, стрниште, ниска вегетација и лозни насади. Во однос на пожарите, градоначалникот Максим Димитриевски денеска истакна дека најголемиот број од интервенциите на пожарникарите од Куманово деновиве се на подрачјето на соседните општини. Апелираше за внимателно и одговорно однесување на граѓаните на отворен простор. За жал, општина Куманово, најголем број на интервенциите кои што ги имаше овој викенд, ги имаше на територии на други општини, општини кои што не се организирани со противпожарна заштита, како што е случајот со соседната општина Липково, и најголем број од нашите интервенции, нашите човечки ресурси беа насочени таму за давање на помош. Но ниту во еден момент ние доведовме општина Куманово во состојба да биде загрижена од аспект дека нема резервни тимови на располагање да се интервенира за евентуално било каква друга закана на територија на општина Куманово. Јас сум задоволен од односот на граѓаните, особено оваа година, што нивото на све се поприлично подигната, но сепак мора да потенцирам дека општина Куманово во најголем дел од трошоците на противпожарна единица во Куманово учествува лично со сопствени средства, додека останатите општини кои што ги покриваме не издвојуваат ниту еден единствен денар. Тоа го разговараме неколку пати на седници на ЗЕЛС и укажуваме на тоа, но факт е дека одредени општини поедноставно име друг да се грижи за нивната безбедност. Ние сме солидарна општина, секогаш сме се отповикале на тие повици и од страна на шумско стопанство и од страна на останатите општини во обкружувањето, но сепак нашиот приоритет е територија на општина Куманово. Апелирам до граѓаните да останеме будни, дополнително одговорни, да внимаваме со отпушоците, особено опожарување на стрништа и други земјоделски површини, бидејќи во тие случаи доаѓаат до несакани последици, а исто така, според укажувањата на граѓаните, голем дел од пожарите кои што се случуваат, особено на отворено, се случуваат кога имаме интензивно дување на ветрови, кои што самата електрична мрежа за напојување доаѓа до врничење и опожарување на отворени простори. Кога е сезоната на пожарите, ние со екипата во летниот период, во најтоплите месеци остануваме на работа, бидејќи сме 9 мина, така да каде што е зголемена појавата од палење и зачестени пожари, се обидуваме да ја контролираме колку можеме таа територија, да стигнеме на секаде, на секој повик. Што се однесува до одморите, спогодбено со локалната самоуправа, во тој период не ги користиме, бидејќи со 9 члена екипа во ТПП, доколку 1-2 би земале одмор, остануваме преполовени и кога е најпотребно, ќе мора да бараме помош од соседните, така да имаме потреба од повеќе вработувања,
во зависност од тоа колку дозволува можноста на локалната самоуправа и на државата, очекуваме дека ќе има. Наредниот пожар е пожарот кој што вчера околу Пладне изби на територијата на општина Липково на селото Никуштак, кој што сега се движи во насока на село Матече кон манастирот на селото Матече. Тоа е овој пожар зад мене. Таму действуваат 4 пинцгауери на дирекцијата за заштита и спасување, кои што се на места каде што теренот го дозволува и ја гасат надворешната линија. Благодарности до екипите на Национални шуми, овде на лице место и заменик директорот Кири Михилов, кој што со неговите екипи влегува во шумата и се обидува да воспостави делумна контрола. Исто така овде на лице место се наоѓаат и кумановските професионални пожарникари, но превентивно донесовме и еден БТР на дирекцијата кој што има резервоар кој што е полн со 6 тони вода, во случај огнот да пробие овде зад мене, да го браниме селото, затоа што веќе на 100 метри назад се наоѓаат првите куќи од селото, но сметам дека селото во никој момент нема да биде загрозено, бидејќи се работи за живо село, полно со луѓе, а имаме асфалтирани улици и покрај тоа што и овде забележува многу висока и сува вегетација, сепак луѓето, локалните жители ќе помогнат како што помагаа во текот на вчерашниот ден. На градскиот плоштад вчера вечер во рамките на 22-то издание на традиционалниот меѓународен тамбурашки фестивал настапија познати музичари и тамбурашки оркестри од земјава и соседните држави. Нино Величковски, Наум Петрески, Виктор Димитриевски, Боби Амадеус, Лабанда, Нина Стругар, Плевља и оркестарот Табијат од Штип. Манифестацијата ја отвори градоначалникот Максим Димитриевски, истакнувајќи го значењето на фестивалот, кој со години е препознатлив белек и заштитен знак на нашиот град. Со тамбурашкиот фестивал, традиционален поред, 22 пат, го отвараме Кумановското културно лето. Најпрво сакам да им посакам топло добре дојде на сите гости во градот. Ги има од целиот Балкан, а вечерво имаме можност да ги видиме нашите пријатели од Црна Гора, од Србија и секако голем број од нив тука и во публиката, луѓе кои што настапувале во минатото. Мене ми е мило што Куманово овие денови ќе празнува и во звукот на тамбурата, но веќе утре и во звукот на трубата. Ве поканувам исто така, драги мои сограѓани, утре на Рома Труба Фест, кој што ќе биде утре и задутре. Веќе во недела ќе имаме Тумсток за најмладите и во понеделник ќе продолжиме исто така со нашиот традиционален фестивал Тумба Фест. Куманово заслужува, граѓаните на Куманово заслужуваат да уживаат, а јас ви посакувам на сите вас во овие летни жешки денови да ги разубавиме со музика, песна, оро и секако благосостојба во секој дом. Тамбурашкиот фестивал е организиран од Фондацијата за култура и спорт под покровителство на градоначалникот и Советот на општина Куманово. На сите учесници и покровители на овогодинешното издание им беа доделени благодарници, како знак на признание за нивната посветеност и поддршка кон оваа значајна културна манифестација. Инаку пред почетокот на музичката програма, градоначалникот Димитриевски организираше прием за гостите, учесници од странство и за домашните изведувачи, а денеска во пресрет на 21-то издание на традиционалниот меѓународен фестивал Рома Труба Фест оствари средба со учесниците од францускиот музички состав, кои ќе настапат како специјални гости на втората фестивалска вечер на градскиот плоштад во Куманово. Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека е ставена во функција веб апликацијата со мобилен интерфејс Безбеден град, која во оваа фаза е наменета за странските државјани, односно за сопствениците и возачите на возила со странски регистарски таблички. Преку апликацијата странските државјани ќе можат едноставно и директно да добијат информации за сообраќајните прекршоци евидентирани со системот Безбеден град, да имаат увид во издадените прекршочни платни налози, како и да ги подмират глобите по електронски пат. При логирањето потребно е возачот да ја слика или скенира својата патна исправа и да ја внесе регистрацијата на возилото или возилата кои тој ги користи во нашата држава, информира Министерството за внатрешни работи.
Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера во 12 часот и 26 минути медицинска сестра од Општа болница Куманово пријавила во полицијата дека кај нив со тешки телесни повреди бил донесен жител на село Лопате. Според пријавеното, тој се здобил со повредите при пат од куќа. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот.